Почитувани сообраќајот е комплексна тема на која што треба да се работи во континуитет. За безбедноста во сообраќајот секако може многу да придонесе и образовниот процес. Децата уште од најмала возраст ќе научат многу теми од сообраќајот кои понатаму ќе им помогнат во животот. И верувам дека погодувате, денешна тема во емисијата е сообраќајот во образованието. На моје големо задоволство, гостин во денешната емисија е господја Вера Велјановска, наставник по општотехничко образование во Основното училиште Кочо Рацин од Скопје. Наставничке, добре дојдовте во студиото. Вие долги години сте во образованието. Меѓутоа, некаде 2010 година, со неколку ваши колешки, направивте еден проект токму за часовите по општотехничко образование. Што содржи проектот? Јас само една мала исправка ќе направам, значи општотехничко образование беше предметот неодамна, пред неколку години, со тоа што сега е техничко образование во основното училиште и се изучува од 4-то до 9-то оделение. Ние една група наставници кои имаат долгогодишно искуство во образованието, бидејќи сообраќајната култура секогаш е актуелна меѓу најмладата популација, седнавме и направивме една наставна програма која што сакаме да ја видиме во наставната програма, односно во темите кои што ќе бидат учениците едуцирани во основното училиште. Замислата ни беше да тече во 3 нивоа. Првото ниво од 1 до 3 оделение, второто ниво од 4, 5 и 6 и третото ниво 7, 8 и 9. Првото ниво, од 1 до 3 оделение, да биде во склоп на останатите предмети, бидејќи тоа се содржини каде што младите уште од градинка се подготвени за сообраќајот, се разбира на нивната возраст, темите и едукацијата за овие ученици, со тоа што би било добро да знаат како да се движат од училиште до својот дом. Значи, она најосновните упатства и правила за движење на пешакот. Кога влегуваме во автобус, влегуваме еден по еден и не треба да се туркаме. Кога се возиме во автобус, треба да седиме цврсто, да се држиме, да не зборуваме гласно и да не јадеме, да не му сметаме на возачот. Кога се возиме со тато, треба да седиме на задното седиште и да не му пречиме. Мама и тато секогаш го става прасот кога се возат во автомобил. Возачите и пешаците треба да ги почитуваат сообраќајните знаци. Едниот полицаец со рацете покажува на возачите и на пешачите како да се движат. Овој знак е стоп. Штом ќе го видиме, треба да застанеме. Овој знак значи опасност. Тато кога ќе го види, мора да вима. Ај, погоди што е. Место вода бензинфина тркала купчанија. Автомобил. Ај, погоди што е ова. Крила има птица, некако птица лета, џеди доќе, методи собати, шета. Авион. Ај, погоди што е ова. По мориња, окејани, многу лесно плови, носи товар патници или риби лови. Брод. Ај, погоди што е ова.
две тркала, има две рачки коси, го јавнеш ли на грб како кој те носи? Велосипед. Погоди што е ова? На тркала оди, по пат кости прима, место срце мотор, во градите има. Автобус. Ај погоди што е ова? По две шини оди, долго тело вие, електрична струја место вода пие. Воз. Ај погоди што е ова? Низ небото лета, поја море шета. Сличен е на комараc голем, понекогаш носи болем. Што е тоа? Хеликоптер. Пред семафор што се прави, штом црвено ќе се јави. И знаеме сите стојат и чекаат жолта боја. А зелено штом ќе дојде, внимателно да се пројде. Вики, ајде со топка да си игреме на улица. Не сме близко до улица со топка да се игра. Па ајде тогаш во парк да се. Каде настојува? Ова е крстосница, бидејќи двете улици се спојуваат како крст. Кој знак значи дека треба да ја поминеме улицата на пешачки премин? Пешачкиот премин го нарекуваме зебра, бидејќи има бели линии како зебрата. Улицата ја поминуваме на пешачки премин, погледнуваме лево и десно и секогаш ги држиме во зразните за рака. Пешаците секогаш се движат по тротоарот или по пешачкиот премин. Овој знак е за дозволено паркирање. Овој знак е за забрането паркирање. Овој знак е за возење велосипеди. Сообраќајот е детското секојдневие, веднаш штом ќе излазат на улицата и се среќаваат со сообраќајот и секако дека една од омилените теми за работа со децата. И нормално, зависно од возраста, се зголемуваат информациите кои децата ги добиваат, барањата за тоа што треба да знаат и правилата во сообраќајот, зависно со возраста и така и се дозираат знаењата на децата. Оно што го работиме од сообраќајот како подтеми, се зошто е опасна улицата, с кои опасности ги носи, што се случува на улицата. Потоа зборуваме за видовите на сообраќај по копно, по вода, по воздух, што децата особено сакаат да го работат. Потоа зборуваме за сообраќајен бонтон, како да се однесуваме во превозно средство и на улица, особено во автобуси, во кола, што е во автомобил, што е поблиску до децата. Исто така работиме на тоа кој го регулира сообраќајот. Семафорот, на крстосница, потоа сообраќајните знаци, сообраќајниот полицаец. А секако дека дел од темата сообраќај има и кога зборуваме за нашите еколошки размислувања, за се поголемиот број на возила и загадувањето, меѓутоа тоа е исто така дел од она што го работиме со децата. Ова е нашето сообраќајно каче. Automobili, autobusi,
второто ниво, 4, 5 и 6 веќе се изучуваат правилата и прописите во сообраќајот, а 7, 8 и 9 одделение имаме теоријата, ја поврзуваме со практиката, каде што учениците имаат полигонско возење и имаат вешто возење на велосипедот, за да можат да се справат во сообраќајот низ градот, а фреквенцијата на сообраќајот знаеме каква е, и од една страна да бидат безбедни, а од друга страна да бидат сигурни во возењето на велосипед во јавниот сообраќај. Каква е моментно застапеноста на овие часови, а што вие предлагате преку проектот? Во моментот имаме часови во 4-то одделение течи наставата со 1 час, во 5-то со 2 часа неделно зборувам, во 6-то исто така 2 часа неделно, 7-то, 8-то и 9-то за жал е изборно, учениците го избираат предметот и се многу заинтересирани за сето тоа. Него кога би била редовната настава, не би имало проблем. Знаете зашто? Затоа што учениците се растргнати. Дали да биде тоа информатика, дали да биде тоа граѓанско, дали да биде техничко образование. Они би сакале секаде да стигнат, а би биле оптеретени, а ние одиме на тоа да бидат растеретени учениците. Сега, добро би било кога овој предмет би бил застапен, реков, од 1 до 3 ден со 1 час, во редовната настава зборуваме, потоа 4, 5 и 6 да биде со 2 часа, 7, 8 и 9 може да се размислува и со 2 и со 1 час. Еден да биде теоретска настава, а еден да биде практично, односно да биде полигонското возење, а може да биде и посета на автокуќи. Ние имаме доста опремени кабинети, каде што учениците одблизу би се виделе и би го доживеале сето тоа. А и да има отворен ден во училиштето на тема сообраќај, каде што ќе се направи една работилница и каде што ќе земеме учество сите ние, наставниците, учениците и родителите. Верувајте дека возрастните многу може да учат од учениците. И обрат. Добро, за жал, децата не баш многу може да научат од нас возрастните во делот на сообраќајот, меѓутоа тоа е жива материја и човек нели се учи додека е жив. Меѓутоа ме интересира дали вие како наставен кадар сметате дека сте доволно подготвени да одговорите на овој позив, доколку веќе Министерството за образование нели одобри и на еден начин излезе во пресред да се зголеми фондот на часови по сообраќај. Да, сите наставници по техничко образование имаат завршено високо образование, значи на педагошка 2 години и потоа делон нив на ПТО, јас во случајот на Машински факултет, каде што предметот го имаме ислушано. И така да верувајте дека 100% ќе одговориме на задачата која што ќе ни биде доставена. Веќе и ја работиме. Интересира дали на овие часови по техничко образование, кога обработувате теми сообраќај, децава знаат да сугерираат или да кажат пример како, да речеме, нивниот родител некогаш направил грешка или тие забележале некогаш грешка во сообраќајот. Дали тие практично веќе имаат одредени познавања од сообраќајните правила и прописи? Па еве, јас од лично искуство ќе спомнам дека часовите кога ги имаме сообраќај, најблиску ни е пред училиштето, каде што имаме нема кружен тек, него полукружен. Так. Горе кај Кочо-Рацин училиштето, застанати сме со тетрадки и пенкалце враце и забележуваме колку грешки, односно колку возачи имаме совесни и несовесни возачи. Во права смисла на зборот, оние возачи кои што прават грешки и кои што не прават. Вие не знаете, децата, значи ништо не може да им избега од вид. Точно така, да им избега од вид. Со тоа што кога ќе се вратиме во училница, ние ги анализираме сите тие постапки, со тоа што имаме и устни прашања. Например, они се уште не се возачи на автомобили, зборувам, али се сувозачи, не? Секој дете е присутно, или родителот го носи до училиште, или е тоа нека подолга дестинација, каде што он подолго се задржува со родителот, а денеска знаеме дека и мајките и татковците се возачи. И дали прават грешки, најчесто прашуваме, они велат да, и тоа вика стално ние ги им спомнуваме. Мамо, ти не го стави кајшот, или слично. Намали го тонот на радиото.
пази од десната страна иде кола, што значи децата веќе се дел од сообраќајот. Дали како пасивни посматрачи, дали како учесници и слично. Но и да се пасивни, тие практично се активни кога се во автомобилот. Бидејќи следат све. Наставничке, колку сообраќајот е застапен во предметно техничко образование? Па вака сега, од прво до четврто, можам да зборам, заради тоа што од прво до четврто е застапен, од прво до трето е во предметот на општество, а во четврто одделение на техничко образование предметот имаме посебен. Сега од септември навака, бидејќи имаме нов предмет природни науки, малку е скратено, заради тоа што имаме 1 час само во општество и така помалку имаме за сообраќајот да изучуваме. Додека во четврто одделение имаме со 1 час исто обработка и се изучувам малку, да кажам, спрема потребите на децата. Кои теми се опфатени еве конкретно во четврто одделение? Во четврто одделение сообраќајот е опфатен со правилата и прописите на пешакот, основните делови, да речеме, на коловозот, така основните работи што се најосновни за сообраќајот за децата. Како се викаш ти? Јас се викам Александар Денков. Кој одделение си ти, Александар? Јас сум пето. Го сакаш предметот техничко образование? Да, го сакам. Највеќе јас сакам темата сообраќај. Што учиш ти конкретно од темата сообраќај во твоето пето одделение? Па јас се уште не со мојата наставничка Вера Вејановска, ние не сме стигнале до таа тема, ама јас ги знам правилата и правописите и како треба да се однесува пешакот и велосипед истот на пешачки премин на секаде каде што е. Ти често одиш пеш низ градот или со велосипед? Па јас повеќе одам со велосипед, ама исто и одам пешки. Заедно си одиш со твои другарчиња или и сам си одиш? Па обично сам одам, ама понекогаш со другари одам. А добро, имаш проблем некогаш кога возиш по тротоар, па имаш и некои паркирани возила, ти пречи тоа? Па не ми пречи, кога ќе има некои паркирани возила каде што не можам да се протнам, ќе станам од точекот и ќе се протнам на некое место каде што ќе го најдам. Јас мислам, би била убава идеја во општина Центар, во некој од училиштата да се направи еден полигон. Тој полигон не мора да биде во нашето училиште тука, туку во било која во општина Центар. И во тој полигон да си вежбате? Да може и со точаци и со било кој возило, како да кажам, велосипедист. Кристина, што учите од сообраќај во 7 одделение? Ги учиме правилата за сообраќајот, како да се движиме со велосипед, со автомобил, на пешачки премин, на автопат и така. Дали често возиш велосипед? Па да, летно време почесто. И како ти изгледа возењето велосипед низ град? Па прилично е убаво. Ги почитуваш правилата и прописите додека возиш? Да. На пешачки премин треба да се симнеме од велосипедот, па да ја поминеме улицата, па да се качаме повторно и да одиме до локацијата каде што сме тргнале. Гужвите кои што се прават пред училишниот двор, односно пред влезната врата, се прават повеќе од родителите и тука оние кои што сакаат и да ги почитуваат правилата на правилно преминување на улицата, на пешачкиот премин, се оневозможени.
Зошто? Затоа што точно на пешачкиот премен родителите ги паркираат своите моторни возила, каде што треба да го симнат своето дете, а не е во ред, бидејќи самите тие треба да бидат пример на своите деца како утре тие треба да ги почитуваат пешачките премини. Значи, како наставнички... идни пешаци, како сегашни пешаци и идни возачи, како треба да се почитуваат сообраќајните знаци. Затоа што животот на децата е во опасност доколку не научат да ги читаат и да ги применуваат тие сообраќајни знаци. Што тебе најмногу те интересира од сообраќај? Мене најмногу ме интересира велосипедот и знаците и како да кажам... И некои други теми да, од сообраќај, да. така? Сега, кога сме кај велосипедот, ти често возиш велосипед? Да, многу често возам со заштитници, кацига и за нозите заштитници. Треба да бидат посигурни патиките за велосипеди. И вака се плашиш реално кога возиш понекогаш, те фаќа страв? Па, искам да кажам, ме фаќа страв. Наставнички, веќе во 9-то одделение се случува децата да бараат со родител, нели, заедно потврди за возење мопед? И тоа пред неколку години размислував и гласно го кажав пред родителите и учениците. Доваѓаат у ситуација, гледам низ малото да возат веспи. Како долгогодишен наставник, кој што го предава овој предмет и оваа тема сообраќај, ми падна во очи зошто децата да се доведат во ситуација да бидат повикани, односно да биде повикан родителот дека направило детето грешка и дека мора да одговара. Дојдовме до заклучок дека како наставнички вика како да направиме, јас да дојдам до потврда, значи за положен текстуален дел. Ние со тестовите ги правиме, исто така се баждирани од МВР, кои што се дистрибуирани до училиштата и верувајте дека има многу добри резултати. Ако ви кажам дека има со 4 или со 5 негативни поени, од оние 4 листови А4 формат. Значи, децата стварно се спремни. Добро би било на мое размислување, а така сме го поделила и со најблиските колеги, дека добро е да автокуќите бидат поприсутни во училиштата. Да има и практичен дел? Така, да има практичен дел, со тоа што текстуалниот дел подготвени ќе бидат од страна на наставникот учениците, они можат слободно да дојдат. Ние сме расположени да им дадеме просторија и да им дадеме жива материја, тоа се децата, односно учениците, каде они можат да ги спроведат тестовите. Од која ќе ги спроведат тестовите? Они ќе ги прегледаат. Јас верувам дека, ако не 100%, ама 80% од учениците, тие тестови ќе ги решат. Можат со издавање на свидетелството за завршено 9-то одделение да се здобијат децата со возачка потврда и да не доваѓаат во ситуација да ја земаат веспата без прашање, а вака може слободно да се движат во сообраќајот. И годините возраста одговара според законите и прописите, а со своите знања кои што ќе ги докажат и покажат, ќе си ја обезбедат оваа возачка потврда. Кои теми вака се поинтересни моментно што ги обработувате? Па знаете што, јас во прилог овде кај имаше собрина од меѓународно учество под покровителство на преседателот на државата Ѓорѓе Иванов. Имавме учество затоа што темата им се допадна на дел од Советот за безбедност, морам да го спомнам бидејќи имаме голема соработка и сите надпревари се одвиваат под нивно покровителство. За безбедност во сообраќај. За безбедност во сообраќај и изработивме една содржина која што многу им се допадна и ние ја излагавме пред сиот овој собир, каде што имаше врни присутни излагачи на самиот меѓународен собир. Темата беше 0 деца жртви во сообраќајот. Така да имаше многу интересни содржини. Внимавам јас, внимава и ти. Безбеден сообраќај, среќно детство. Совесен возач носи среќни утра.
Едукација на најмладата популација, знаење, умења, внимава и ти, пораки, че кориме кон целта, едукација, визија и ја би го завршила овај дел на излагањето, вози со срце за да спасиш срце. Наставнички, искрено ви благодарам за разговорот. Верувам дека овој проект со тек на време ќе стане и реалност во образовниот процес, дека ќе биде прифатен сообраќајот со повеќе теми во техничкото образование и нели како што рековме во иднина да имаме 0 деца жртви во сообраќајот. Јас верувам дека ќе биде така со ваша помош и вака со овие ваши емисии, со учеството на детскиот семафор, Републичкиот совет за безбедност. Сите ќе се заложиме и верувам дека ќе имаат слух луѓето кои што треба да не слушнат и да го направиме овој чекор за доброто на младата популација. Да се надеваме дека ќе биде така и ви благодарам што. Ви благодарам и на вас. Ајде сите заедно да придонесеме нашите деца да бидат подобри учесници во сообраќајот од нас, а со тоа ќе придонесеме и за нивната поголема безбедност. Ете со оваа порака ја завршуваме денешната емисија. Пријатно.